4 гарнитури директори Штипски ИСАР го заглавија со 1 милион евра долг, дел од политички и популистички причини, дел поради незаинтересираност. Тие требале, но не вратиле кредит од 2,5 милиони евра, кој ИСАР го извади уште во 2002 година. Најголема неажурност е покажана во периодот од 2005 до 2008 година, кога тројца директори заедно требало да вратат 1,6 милиони евра, но вратиле едвај 600.000. Откако сум јас директор 2,5 години, редовно ги плаќам сите рати. Кон Министерството за финансии имам платено 26 милиони денари и 2 милиони денари вратив по заемница на собранието кои што се земани по основ на плаќање на овој кредит. Мојот претходник ги има плаќено сите рати, исто така но некои директори кои што биле менаџери на овој предпријатие не ги плаќале своите рати и некаде имаме обврска уште 1 милион евра да плаќаме пари на Министерството за финансии и Европска банка за обнова и развој. Крајниот резултат од колективната одговорност на добар дел од исарските директори значи долг од 1,5 милиони кои се само на име камата. Секој месец плаќам по 2 милиони денари, до сега имам платено 8 милиони денари од овие пари, значи некаде 120.000 евра. Секој месец ќе плаќам по 2 милиони денари, се со цел да не се доведеме до непријатна состојба, да се доведеме да биде блокирано јавното предпријатие. И сега тоа како менаџерски тим и како раководство заедно со началникот не смееме да го дозволиме. Ова е голем проблем за ИСАР, зашто пари треба да се обезбедат за плати, тековни трошоци и планирани активности. За сега застој во плаќањето нема, но дали заради тековните во иднина во прашање ќе бидат доведени инвестиционите планови? Во никој случај нема да доведат во прашање инвестициите кои што ги барат граѓаните, во никој случај нема да доведене во прашање испораката на вода. Ние овие пари ќе ги обезбедиме само со штедење, со рационално однесување и од сите ставки каде можеме да заштедиме, ќе заштедиме и ќе го плаќаме редовно кредитот, да не се доведеме до немила ситуација. Инаку кредитот кој беше изваден од ЕБОР требаше да ја поправи состојбата со водоснабдувањето во општината, но каде завршија толку многу пари може само да се претпостави.